Здраво, другари, здраво криптореволюция. Най-омразената реченица. Кратко видео. Секаш кога ќе речем кратко видео, сакам да снимам 15 минути, отиде 30 или 45 минути. Ама нашите братче вредни македонци остават кафе шема, некои стават и 3 кафини и седнат да гледат. Все повише луѓе гледат, брат, секој час. Веќе не гледат по 2-3 минути, околу 100 луѓе почнаа да гледат целите видеа. Значи, супер. Много луѓе и вчера ме послушаа и на копија. Значи направија еден добар профит од 30%. Сега малку Кина и Америка ќе се рокат. Другари, тука е много добро видео. Чисто да ви објаснам, истражував тоа за тарифите и Трамчо знае што прави, сега да не се разбереме дека он овие работи што ги прави е лошо. Значи првите 3-4 месеци ќе, мислам, мен не ми се чека, иако знам дека bull маркетот ќе биде, altcoin bull маркетот ќе биде, се развлече цела година, затоа што кога ја истражував за тие тарифи, од како ќе почне играта ја почна, значи 3-4 месеци цените у Америка ќе летат нагоре, али Мексико и Канада право се правија силни, сега седнаа на преговорачката маса. Целиот план е Канада да постави војска на границата за да престане таа дрога да доаѓа до згоре, таа ефтина дрога што ги уништува тука овие бездомниците уште толку и одоздоле од Мексико да не доаѓа. Сега ќе почне војна, картелите има да се испотепат меѓу нив. Сега ција ќе подплати некоја паричка и ќе почнат меѓу нив самите право да се истребат, као да ме вие сте појаки или овие ви направија нешто, они ќе напират и некој од нивните, потепат го и после овие се испотепат меѓу себе, а мислам дека картелите се многу мокни у Америка, у Мексико, да знаете, и исто у Америка. Насекаде имат луѓе, имат подплатено многу, имат информации, збораме за организации кои што вртат милиарди долари. Знаете кој ги има, нели, кажи го креирано, да не кажем да ме опнат една забрана, денеска на lower ми ги симнаа ми го Facebook, Instagram и мојата криптореволуција. Затоа што пред 200 години сум постирал таму нешто што ја не знам што е постирано, ама знаеш као демек дури еден од моите членови што постирал било многу опасно, а он беше постирал таму нешто за африканци. Да, тоа јажето што го беше ставил таа околу врато, повикувал на луѓе у групата да се обесат или да се самоповредат. Зависли си, човече. Тие на Сорос војничењето у Македонија, да ви се плукна му кафето, брат. За 500 евра по моја информација и некои 800, едно телефонче, одмор у Грчка, седнале на Facebook, изиграват го изиграват некои си IT експерти тука нешто, аналитичари, седат по групи на македонци, пријавуваат и линковите и да ги блокират. Гнаси, брат. Гнаси. Да знаете, гнаси сте, брат. Али земав да истражувам во првите 3-4 месеци ќе лита нагоре. In the market, stocks are crashing and everyone is freaking out. But here's the thing. The fear that people have about tariffs. Фактички он го имитира Џорџ Вашингтон. Значи првите 3-4 месеци ќе лита се нагоре, после 18 месеци ќе падне се надоле. Слушајте. I previously really didn't like tariffs, but then I went and did a bunch of work. I read source materials, I looked at data, and I started to think for myself, and I came away with a completely different conclusion. Frankly, I was surprised. I was blown away by the fact that everything I had been told about tariffs was wrong. So let me explain to you a little bit about what I found. When George Washington became the first president of the United States, the second bill he ever signed was to implement a flat 5% tariff on all imports coming to the U.S. We created something called the Revenue Cutter Service, which is now known as the Coast Guard, to enforce that 5% tariff. And the whole idea was that the U.S. government was funded through tariffs. We had no income. Значи, Трамчо ги имитира тоа чудо, Џорџ Вашингтон, и плана му е првите 3 месеци народот ќе паничи. We would see a spike in inflation. It'd be a huge problem. That's not what happened. Instead, when the tariffs were actually implemented, we did see in the first 3 to 4 months an increase in price. But then washer machine prices actually fell, and they continued to fall for the next 18 months. And so those tariffs that got implemented in March of 2018 actually saw lower washing machine prices by the end of 2019.
Кој сака видеото си го изгледа, Антони Помпилијано, ќе си го следите, ќе му идете таму фалоу, дава дечкото доста добри информации, али Трамчо сега му го сваќам плано, така да, другари, првите 3-4 месеци криптото да се надевам дека нема толку многу да стагнира и после да литаме у облаците. Али сваќам му ја играта. Ја дури ви покажав, ја го дури имам и финансирано него, секој сум верувал за тоа што од двете зла он е подоброто. Че ние немаме трета опција. Нигде, ниту у Македонија, нигде у светот нема трета опција. Че имате бели, овие масони, имате и оние црни. Значи он е од белите, брат, што е белите, старата гарда. Старата гарда која што ги гледа на стариот начин како се работите одвиват, додека овие другите после 4 години се враќаме па на, да не кажем што, блокират ми го ово. Чист сатанизам, разбираш. Значи Америка нема се спаси таа империја од пропагање. 4 години Трамп само ќе облаже малку, пошто многу народ се разбудија, многу народ сванаа, па сега 4 години тука додека имплементираат чуда тука вештачки интелигенции, роботи и чуда и сега ќе го става Трамп као демекеве. Знаеш, ке тече мед и млеко, няма да тече мед и млеко, другари. Другари, ние сме овие, фактички, чекай да нарокне многу тон. Ще трябва да намалам, значи, I'm not selling. Значи нема продавање, браки. Нема. Со целото оружје против нас, не се предаваме. Целото оружје против нас, братчи. И 11 години не продавам ништо. Але оваа година ќе кеширам. Епа фали ово видео да ми го блокират овие од YouTube, да не им пцувам, братчи. Значи, ово сме ние тие што не продадовме. Нема никакво продавање, браке. Со шо е да пукат, нема продавање, браке. Ова е много јако видео. Rolling strike package Bravo on unknown target. I authenticate Tango Whiskey in time 0300 Zulu. Digital aircraft, this will be a danger close fire mission. I'm just gonna call for Falcon Ops. Who's closer to Killbox 1 Alpha? Send the Hawk, sir. Okay, send the Hawks over to Killbox 1 Alpha. It's a danger close within 300 feet. Killbox 1 Alpha, 300 feet, danger close. Place in the area. Forever to Wings Control. 713 north of Orange. See Killbox 1 Alpha. Gage Hospital. Тука сум, другари. Интересно ми е видеото за посветено за тие што не продават. Американците иначе как ги взимат информациите, ако се сеќавате што ви бев кажал. Значи на американец треба да му покажеш информациите за он да го прима, разбираш, и тоа у неговата глава. Значи треба да е тај стил. Еве за тие што продадовте Ethereum, немало да веруват Ethereum, ќе се преферали од други коини, другари да, жити се, брат. Вчера влизовте у крипто и кажувате за Ethereum ќе го продавате и немало да се чува. Што да ви кажам, брат, не знам одека тие информации ви ударат у главата. Значи погледнете, брат, сино на Трамчо, види што вика. Значи добро е времето да се напукат торбите и магаренцата со Ethereum. Значи замислете, овај сигурно нема за джаве да излага да кажува. Така да, другари, напукајте ги торбите, значи Трамчо и овај можно и до $10,000 да го напумпат Ethereum. И престанете, другари, да ме пишувате у пораки како ќе паднал биткоин на 50,000 на 30,000. Едноставно губите си го и вашето време, а губите го и моето време. Разбираш? Значи, разбирам, ви имате демократско право, соберете се со другарите на чајче, на кафешема и там си дебатирајте. Знам дека сите сакате у пораки нешто да бидете интересни и да се дружиме се, ама другари, губиме си го времето. Губите го и моето време и вашето.
Ке падне, нормално е да падне и да коригира и ако се случи нещо и на сум изпитали да е нормално да падне и се. Значи, другари, ако падне, то е супер. Тие ще имат пари, ке си купите. Са праките им поръки, брат, падна, ама нямам пари да купам. И аз що да направям, другари? У Америка и на моя плата я пари назаем вземав да докупам крипто. Не само от платата на дел. Значи то е, що да ви кажа. И я не работам сега, последните $1000, гледаш. Що съм ги флипнал, ги купив DAO. Иначе тук се дешава война. Сите нелегални сите нелегални, мислам нелегални, криминалци нелегални, ще са улезели нелегално, се апсат. Значи най-опасните ще се правили по няколко кривични дела, апсат се и се депортират, дел се затварят, дел се депортират, ама дел си лежат затвор за това, що са го заслужили. Иначе Трамп планира, откако завърши с 1,4 милиона, мислям дека се. 1,4 милиона, мислям дека се. Откако ки ги депортира нив, ки ги депортира и другите, кои ще са пречекорили визата. А един от тия ще е пречекорил визата е Баткови Гущеров. Мада и аз също го поддържам, разбираш. И да ми платят авионски билет. Я и без това булмаркет го чекам да кеширам. Я и по-напред ки си селев, ама я нямам нито едно кривично дело, нямам нито едно съврекаен прекършок. Чи сум улезен сум легално, со виза, али трябва сите да ги тръгне, кој шо ја отбивам амерички паспорт, пошто нямам шанса да вземам 17-19 вакцини и чуда. Ние не планирам да станувам американци. Аз съм турист, изтражувач, авантурист, така да. Аз съм витилуш от Македония, дека няма да извадам никош амерички пасош и си стоям на това. Мислям да давам я $30,000 за амерички пасош, да се женам лажно. Другари, извинявайте, аз съм християнин, няма по-трябва да се женам лажно. А еве, откако Трамп и кажа 25% дека ќе стае, ко се вика, откако кажа дека ќе стае, че само да не е рокнат видеото, откако изстави 25% и вие почнава да апсат опасни там от тият картелите. Значи на Трамп е успешна заканата. Его брато, то по теорията на заговор, да знаете, по теорията на заговор, пред 20 години съм обявил. Плано на елитата е Канада да стане 51-та държава. Значи, ама той е 2035. Мене ми е много чудно, защо дали Трамп уши сега не препремува или много ми е чудно, защо ние сме сега 2025-та добре. Цели 10 години по-рано нещо ми е много чудно. Али то е желбата на Америка. Пошто у Канада има луѓе много ресурси кои шо не се пипнати. What I'd like to see Canada become our 51st state. We give them protection, military protection. We don't need them to build our cars. I'd rather see Detroit or South Carolina or any one of our Tennessee, any one of our states build the cars. They could do it very easily. We don't need them for the cars. We don't need them for lumber. We don't need them for anything. We don't need them for energy. We have more energy than they do. We don't need them for energy. So I say, why are we doing this? Why are we willing to lose between $100 billion and $200 billion a year? We don't need that. As a state, it's different. Look. Другари, така да ќе биде доста интересно. На февруари 5, ово е чисто вести да ви прочитам, на февруари 5 ќе има много добар апдейт. Значи най-големият апдейт, да се надявам дека всеки биде одред, по уред, затоа што на овакви блокчейн NFT игри Славчо вика дека е лесно, ама ја мислам дека е много тешко да се поврзат сите тия работи, има много заебанци. Така да на 5 февруари Axie Infinity, Axie Infinity речов, човече. Трябва сега да се ударам два шамара, ама та Axie Infinity още не ми излезела от главата. Значи, луѓе, Star Atlas има на февруари 5 голем апдейт. Ќе биде доста интересно. Поздрав до македонските геймери што не верува. И не ми е верно, луѓе, ово да не го спомнам за да ме рокнат некоја блокада, не ми беше верно дека има такви луѓе што Phantom Wallet би го приклучили на овакво нешто, човече, и да ги хакнат. Креативноста на луѓето е огромна, брат.
Човече ти имаш на телефона безплатно, на компютър, на лаптоп си годни си там на главата си го ставя, брат. Како е можно, бе, брат? Како е можно да се толкова креативни човече, читайте, гледай, що се направили. Знаете ovo що е, нели? Ово без да го прочитате машките, знаете що е. Не знам, страшна работа. Кина, другари, не знам. Другари, каква Америка, какви бакрачи, брат. Не заебая, брат. Овие идея Star Trek, Star Wars. China's south to north water diversion project, designed to last up to 100 years. Човеч. It is called a true century project. The project is divided into земята што се врте ќе сопрато ше малку од таа тежина на чудо што градат. Ќе извадат од колосек земјата. Најголемата средна класа што имат креирано во светот се кинезите. Од леп нема да јаде. Инсекти јадеа, средна класа направија милиони луѓе средна класа. Најбрзо растешка држава по богатство по глава на жител. И по инфраструктура. Ово, другари, ово е, не знам. Ово, другари, ја го кажав пред 20 години у Мистерии групата може шо останало да разлистате што е разлистан, што има у Мистерии групата што ми блокира да разлистате пред избришени се пред 7 години ми се избришени тие и пред 11, али што може да најдете ке си и тие што ме знаат, што ме познаат дека сум зборил на оваа тема, пред 20 години луѓе имам објавено дека Кина ќе стане ова. Затоа што знаев дека имаш информација дека не сум ја нешто пророк, туку едноставно они ги покажува у сектор теорија на заговор, они ги покажуваат тие работи. Разбираш, ја тие што ги читав, на пример, знаев у кој да верувам, значи што не се излажале повише пати и верував дека ова ќе стане реалност затоа што гледаш сега, ставив си едно пивци, само што го испив и одма мозоко глуми лудило, прозеам се за, знаете што, наомразеното нешто да го спомнам, за кафенце. Братче, си лигнувам, не можем да дара второ пиво, че мозоко веќе претерава, брат. Наврно ми пушта тука да ги нервирам луѓето да спомнам прозевање и кафе, за да ударам второ пиво. Нема ударање, брат. Иначе пијам црно пиво најчесто, затоа што исто како две да е. Сега да не пијам црно, ќе испијам две, ама ја пијам само едно пиво пред да се легнам 2-3 сата и секој е црно затоа што е појако. Опушта нерви, стрес, депресија. Другари, ќе ви рече некој продава Ethereum. Ало, луѓе, гледај му е компанијата, брат. Trump, World, Liberty, Finance, bought 86,000 Ethereum in the past 7 hours. Луѓе, 86,000 Ethereum на 422 милиона вредност. Има у Holdings, у колку држи. Че представете си што спрема нешто, брат, типчето. Многу скапи Ethereum транзакции, нешто спрема големо. Ама тоа нема да си продавате. Ја убаво ви кажав, шо ви кажав, 30% биткоин, 30% Cardano, 30% Ethereum, 10% Atlas. Кои работи најviше се зборат? Овие. Фал, многу пријатно. Чек само тука да не грмне, брат. Али чудото се подобрува, мапите се подобруват, оружјето се подобруват, бомби чуда се живо се подобрува, значи гейминго. Луѓето што не верува, више станува активен, ќе има турнири, ќе се пукаме, ќе се подобрат мапите. Оваа игра е со многу лоу резолуција, чисто да знаете. Значи ова некои Филипините имат стварно, дечките имат за едно $300-500 графика, ево компјутери, многу сиромашни, 50-100 евра е платата, или $100, не знам како беше, многу мали плати имат. Мислам дека може да не лупам да се стигнали до 250-300, ама пред години беа многу малку. Мислам тие филипинци така ми кажуваа. Иначе ова е на многу лоу графика стајано, за да може да стрима. Многу лоу графика. Иначе играта тражи стварно многу, ама вие може да си ја ставите на лоу. Не е проблем. Али подобруваме се другарчиња. Кој сака видеото ќе го гледа. Додадете ме луѓе криптогуги, додадете ме на Twitter, доста интересни информации споделувам. Еве ја мислам дека у криптогеймингу ово чудо ќе биде број 1
Тоа е моje мислење, не мора да значи дека сум управо, пошто јас со моите пари сум улезен таму, значи нем вие да ме слушате мене, не е финански совет. Значи 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано и 10% ваш избор на гейминг. Се најдете или трупајте си BNB, Solana, Ripple, како што си ги сакате, трупајте си ги и нив, нема да сгрешите. И тоа е, другари. Чекам дали нешто друго споделив. Ово ми е многу јака анимација. Ово ми е еден од мајнерите, што копам на Star Atlas. $350 беше едночко. Тука брато кажува некои други информации, има 3D, значи почнуват да продават тоа. У Македонија ќе се отидам, сакам се купам еден. Пошто тука ако се опорачам нема да може да се го донесам у Македонија, пошто не е мал. Друго да видам, чек само дали имаше нешто, нема никакви информации. Другари, заследете ме на CryptoGugi. Значи, заследете ме, дадете поддршка, споделувајте за повеќе македонци, гледам почнува да го користат Twitter, X. Планирам да ја уклучам ово чудо да го пробам. Само ќе видиме кога, пошто сега не сум дома и тоа е. Чисто да фрлим око на Кина како спомнаа дали паѓа. Уште не е почнало на паѓа, ама другари, еве мојата технологија прва литна по 30% и постирав ви, управо испаднав земеланија, многу македонци за жал изгубија пари, кажав ви тоа да не се повторам, кажав и како да направат, многу накупија тука Star Atlas DAO и направија таму профит. Многу накупија и карданчу на 0.56 ли, не ми беше кажал македонец успеал да искупи за $1,000. Chainlink и Stellar исто беа купиле доста. Гала еден беше фанал добро, околу 30% или беше речел, не се кеа. Значи тоа е, другари, 15 минути, ама тоа е, гледате. Само леле, нем да нема тон, оти кога брзам последно време да направам видео, пошто сакам да се легнувам порано, треба да станам рано. И јас извинувам, тоно не ми се беше уклучил. Тоест, кај мене тука кога ги изберам, гледате, може микрофонот да се одлогира, некош да е дефолт и тоа е тоа, другари. Значи, фал на сите за поддршката, не забравяйте да ставите лайк, subscribe и да споделите, тоа не е за профит да правам, значи споделувате, помагате на улавото у тоа друштво, да помагате на македонци да ги гледат овие аматерски видеа, значи ова не се професионални видеа, ова е седнува ми од срце кажувам нели што мислам, гледам што побрзо да ги пренесам информациите, немам време сега тука да правам професионални видеа, да ги мачкам, да ги лепам, да ги сечам и што? Не ме заебае, брат. Еве, тука седнувам, пуштам компјутерот. Секој може да гледајте сите да си направите YouTube канали, не за крипто, гледајте за гейминг. Да земете да почнете, стримате и никој да не ви гледа. Например, кога играте дома, слушајте ме сега, кога играте дома, значи, уклучете се, снимајте си, направете си каналче, никој да не ви гледа, разбираш, ќе почнете ден да ви гледат. Гледајте повеќе да крипто игри да почнете, оти у Македонија тоа го нема. Еве, давам ви совет, почнете да траžите интересни крипто игри, кои што се бесплатни, ама кои се управите, разбираш и, еве, како Star Atlas, invite ќе имате и стримајте си, бе. Зашо да не? Македонија, после тоа ќе почне да ги гледа видеото. Некој што е доста интересен, што лупа интересни коментари, од тега знаете, може ќе почнете да правите пари. Јас сум вител дека нема да давам претплата, вие можете да си ставите $0.99 на каналот претплата, кој ќе отклучите доволно часови и нели, колку беше 3 или 4 часа треба гледаност и околу 1800 луѓе мислам дека беше. Значи, почнете да надавате, ако почнете да стримате како играете Star Atlas, еве да речеме, и јас слободно ќе ви кажам дека вашиот канал ќе го постирам кај мене у Криптореволуција да видам колку луѓе ќе ви дадат поддршка, и македонците луѓе многу слабо се поддржуваат. Србите се многу понапред од нас. Србите у гейминг, у подкасти, у аналитики, мистерии се многу, брат. Србите многу гледат AKA лирите, многу гледат, брат, такви работи и многу пари прават. Србите се број еден на Балканот што прават луди пари од YouTube. Нашиот македонец се срамува да снима. Еве, не мора да ве гледат, не мора да имате камера, другари. Не мора да ве, ја гледаш, немам камера. Уклучете се, почнете луѓе да си градите Twitter профили, почнете да си градите Instagram профили, почнете да си градите YouTube профили и да ги пуните, што ќе седете така, снимајте се, зборете,
концентрирайте се, разбираш, да не лупате нали, много глупости, ама нещо интересно може да кажете. Гледайте да не си сглупирате нещо, да ви се смеят от нали, овие нашите два и чекат, нали, некој да лупне нещо, му се смеят. Гледайте некои интересни работи да кажувате, гейминг со другари, пробайте луѓе да се пробиете. Полека, гледайте го Лазаров, гледайте го Мандар. Полека, луѓето живеат од YouTube. Луѓе, можете да живеете од YouTube. Ја не можам уште да достигнам тука врвот и гледате самите. Имат наредба мен да ме блокират и давам бесплатни информации. Немам гледаш до вчера некив да уклучам реклами. 3 пати ми го върна, от 6000 ми го върна профило на 1000 и колко беше тамо. Не 1200 или 1600 не се кјавам. Слаб со бројки, не може да помнам. Гледам какви работи, гледам чартови чуда, па уши фали да помнам. Али да не ја филозофирам, гасам луѓе, гледајте да си направите YouTube канали и полека да си ги билдате. Одете да видите тие другари колко ви се добри, кажете брат, тај имате сигурно всеки од вас има по 5-6 другари и 30-40 луѓе што ги познава. Ајде, речете луѓе, дајте подршка и тогава ќе го видите акол. Поздрав и чао. И не паничете. На секој пат сега што ќе има драма со Кина, ќе видиме каква ќе има и со Европа каква драма ќе има. Само си понете торбите. Нема шо, доеш до пари купиш. Не мора да чекаш ептен да падне. Доеш до пари купиш. Само си понете торбите, другари. Ова е најголемиот бул маркет. Чекаме го бул маркет оваа година и продаваме. Чао. И поздрав.